Живееме во општество со тешки предрасуди, кои често водат кон дискриминација и стигматизација. Колку е веројатно на следните избори граѓаните да изберат личност со попреченост на висока функција? Во овој подкаст разговараме со Елена Кочовска, експерт за човекови права и попреченост. Елена не чека изборна година, председателски парламентарни избори. Досега во ниту еден парламент не имало ниту пратеник со попреченост, ниту министер, ниту друг висок функционер. Има ли шанса тоа да се промени? Па прогнозите се дека се многу мали шансите и покрај тоа што во овие изминати 20 на години доста организациите на лица со попреченост и индивидуалци со попреченост работеа и со самите политички партии, лобира и застапува за измени на изборниот законник и целокупната правна рамка која што го уредува политичкиот систем кај нас, тоа не вроди никако со плод. Поединечните, односно политичките партии навидом покажуваат интерес, меѓутоа кога станува збор за вклучување и седнување на лица со попреченост на политичката маса, тогаш веќе има поголем отпор. И тоа и самите истражувања во основа го покажуваат и на терен. Од една страна имате многу висока перцепција од страна на заедницата без попреченост за тоа дали треба или би прифатиле да имаат политичар со попреченост. Истражувањата на терен покажуваат дека има некое расположение можеби за маж со физичка попреченост, па дури и да е во количка. Меѓутоа тоа расположение целосно се намалува ако станува збор например за жена со попреченост, ако е со физичка попреченост, додека за лица со сензорна попреченост веќе целосно се губи расположението од страна на заедницата без попреченост за да поддржат некој политичар со попреченост, а за интелектуална и психосоцијална не станува збор. Тоа е пак од друга страна рефлексија и на последното истражување кое што го направи МЦМС, барометарот за еднакви можности, каде што дискриминацијата кон заедницата со попреченост е трета. Првин се политичката дискриминација и дискриминацијата по етничка основа, трета ви е дискриминацијата и таму може да видите дека граѓаните не сакаат дури ни соседи со попреченост, што пак од друга страна покажува дека за разлика од пред 20 години, каде што тоа расположение било можеби не толку изразено, сега е се повеќе и повеќе изразен отпорот за присуство, учество, соработка, мрежување. Но еве некоја политичка партија, ако ви понуди, дали би прифатиле да бидете на кандидатска листа за пратеник, да речеме? Зависи на кое место. Бидејќи во изминативе години имавме на 2 пати обиди, каде што лица со попреченост беа како кандидати на листите, но секогаш тоа беа 19-20 место, значи недобитно место. Да добијат гласови. Меѓутоа на крајот излегува дека тие од старт е направена калкулацијата тие да бидат недобитни. Имавме на 2 пати обид и на тие 2 обиди всушност се покажа дека калкулацијата политичка е дека окей, ќе ве пуштиме во дворот да се поиграме, меѓутоа ако треба за да седнете на местото каде што се прават други калкулации, тогаш од старт е направена пресметката дека такви лица нема да бидат вклучени и нема да седат на пратеничките клупи. Дури и немало ни обид од друга страна, еве да кажеме, после парламентарни избори, кога се формира влада, некој да понуди да каже, окей, министерско место ќе биде. Да не мора да е пратеник, да биде директор на институција нема. Нема ни еден представник во управните одбори еве од јавниве. Заменик директор нека биде. Значи, таква немате нити понуда, нити пак некој да размислува и да каже во ред. Со оглед на различниот колоритет во нашава држава, Македонија, ќе вклучиме покрај етничка основа, родова, ќе вклучиме еве и лица со попреченост. Вие се залагате и уставот да се смени. Зборуваме уставни измени, меѓутоа зборуваме за ова внесувањето на бугарското малцинство. Меѓутоа, вие исто барате уставни измени.
Па заедницата со попреченост бара уставни измени и тие уставни измени се подкрепени од страна на Комитетот за правата на лицата со попреченост, бидејќи Македонија со ратификувањето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост се заложи дека и се обврза дека во целост ќе ги почитува граѓанските и политичките права на заедницата со попреченост. Од една страна нема да ја негира деловната способност по основ на попреченост, од друга страна дека ќе обезбеди целосна учество и застапеност во политичките процеси, граѓанското учество. Третиот момент, сервисите за поддршка, кои што мора да бидат преуредени, особено во делот од социјалната заштита која што е уредена во Уставот. Четвртиот момент, за јазиците. Значи, ние сме обврзани да го признаеме знаковниот јазик во Македонија како официјален јазик од 2011. Ние го сменивме и донесовме закон за употреба на јазици, но јазиците или јазикот на заедницата со попреченост некако остана во воздухот лека. Имате као сервис, меѓутоа јазикот не е сервис. Не сте етничка заедница? Да, не сме етничка заедница и покрај тоа што е доста дискутабилно, затоа што пак од друга страна ако државата бара правична застапеност на сите заедници, а заедницата со попреченост во Македонија е околу 20 до 25% од целокупното население, тогаш зашто правиме муабет, бидејќи во мојата заедница има и албанци, има и турци, има и роми, има и мажи и жени, има и трансгендер, значи целокупната различност која што има заедницата без попреченост ја има и мојата заедница. Меѓутоа, за жал, никогаш од ниедно министерство, ниедна влада, опозиција и политички партии не се отворило ова прашање. Секогаш се некои други прашања од аспект последната. Што ви кажуваат кога ќе излезете со овие барања? Што ви кажуваат партиите? Како ве одбиваат? Најголемиот проблем кај во решавањето на проблемите кај лицата со попреченост е тоа што никогаш не слушате не, па да знаете како да постапите. Него имате изјавите ви се од примерот, па да, треба, точно, ние имаме обврски. А кој беше тој договор? И во основа гледате дека има некоја емпатија, меѓутоа поентата е дека не може да ги решавате правата или да ги обезбедувате правата за било кој, не е само за граѓаните со попреченост, па дури и за граѓаните без попреченост, наметнувајќи емпатија и грижа. Значи, правата си се права и тоа е поголемиот проблем во нашата држава, затоа што сите настапуваат од аспект на медицинскиот модел кон лицата со попреченост. Нешто ја препознаваат рампата, како дискриминација, не сме пристапни, меѓутоа ние имаме обврска како држава, сите институции, јавни и приватни, граѓански организации, да ја промовираме попреченоста како дел од човековата разноликост. Да, значи децата да ги воспитуваме. Да ги воспитуваме дека има различни деца, дека постоечкиот стандард или тиковите како треба да изгледаме не е тој. Него имаме различни луѓе кои што различно седат, имаат различни тикови, не говорат, меѓутоа имаат друг јазик и така натаму. Тоа е целосно изоставено, ако видите, и во целокупната промоција на културата. И кога сакаме да правиме реклами, ние не ги гледаме лицата со попреченост. Толку ли нема емпатија кај луѓето? Еве се соочувате секој ден. Па мислам дека е стравот поголем, затоа што општеството ги има наметнато така стандардите на високо ниво, каде што е всушност и редефинирано како треба да изгледа една жена и како треба да изгледа еден маж. Па дури како треба да се однесува. Кога ќе седнете нели на такви приеми, треба да седите вака, треба да ја користите ова вилушка вака, ова вилушка. Значи тоа со ратификувањето на конвенцијата е паднато долу. Значи треба редефинирање на нештото. Каде што ако постои човек кој што нема раце, во тој случај како ќе јади? Ќе јади со нозе. Значи културно и нормално е да се јади и со нозе. Меѓутоа кај нас би било тоа шок. Не би било шок доколку сите граѓани бидат научени дека е тоа нормално. Меѓутоа ние имаме сите пред нашето огледало слика дека ние треба да кога ќе излеземе од нашиот дом да бидеме стокмени онака како што бара општеството, а не онака како што сме. И ние се прилагодуваме на тие стандарди, а обврската е дека општеството и државата треба да го направи системот толку флексибилен да без разлика како ќе изгледа утре човекот, функционира да човекот ги оствари своите права. Резултатот е изолација. Ќе прочитам една изјава од актерот Никола Пројчевски. Тие направија представа во Битола со и актери
и луѓе со попреченост. Вели се сеќавате како ви беше вам во ковидот, кога надвор пукаш убаво време, а вие бевте затворени во изолација дома и ви доаѓаше да пукнете од мака што не можете да излезете. Така име на хендикепираните секој ден. Па точно, тоа е секој ден. Ние живееме во секојдневен притвор. Доброволен, наметнат од општеството и од државата. Меѓутоа, ковид беше добра приказна за, од друга страна, да излези и другата ваша перцепција. Ваша перцепција, мислам, од аспект на заедницата без попреченост. Со години наназад, значи веќе 20-30, јас сум сведок, јас сум барала и сум посочувала дека, например, здравствениот систем воопшто не е функционален. Дека ние немаме систем здравствен. Системот каков што е поставен не обезбедува никаква, нити примарна, секундарна, терцијална здравствена заштита. И сега, кога тоа ние ви го кажувавме пред 20 години, нешто стануваше овие нешто чопајве сакативе, нешто бараат, ама толку е, нема рампа. Меѓутоа ние покажувавме дека има корупција, дека луѓето не можат да обезбедат, да остварат примарна здравствена заштита, стоматологија, гинекологија, основна преглед не можат да обезбедат. Постои некомуникација. Зашто никош не можат ни да стигнат, да се качат. Сето тоа, значи. Нели на катот. И тоа сето беше занемарено, се додека не дојде до ковид, каде што заедницата тогаш без попреченост и сите експерти излегоа немаме систем. Да сега и ова година излезе коруптивниот дел, меѓутоа на тоа ние посочувавме наназад со години. Значи, кога ви кажуваат лица со попреченост и посочуваат дека има проблем во системот или немате систем, тоа се занемарува. Се додека повторно не излези лице без попреченост и ви го каже истото. Што покажува перцепцијата дека како вие, односно заедницата без попреченост и државата гледа кога лице со попреченост даде одредена изјава. Значи, вие не очекувате лицата со попреченост да ви кажат експертска мисла или да ви дадат решение или да ви посочат дека не функционира. И ковид беше одлична идеја да се покажи баш буквално тоа. И покрај тоа што во ковид тогаш се презема одредени мерки, повторно лицата со попреченост и организациите посочува дека мерките се спротивни на обврските од конвенцијата, дека повторно одредени луѓе не можат никаква да обезбедат заштита дури во услови на ковид, повторно тоа се замре. И покрај тоа што беше очигледно и се прави анализи каде што се покажа дека ние повторно бевме трикратно повеќе изолирани и во таква ситуација. Елена, вие сте активист, експерт за човекови права. Како дневно се борите? Упорна сте, не се откажувате. Како секој ден се спротивставувате со истите тие луѓе што дискриминира, што нека да ве слуша? Па зависи како ги поставите работите, меѓутоа е тешко во Македонија, меѓутоа и во светот генерално мора да признаеме дека таа перцепција е премногу наметната од страна на граѓаните без попреченост во Македонија, повторно ќе кажам во светот, за тоа како треба да се гледа едно лице со попреченост. Меѓутоа, за да успеете во таа борба, мора да бидете добри вешти и во планирање, менаџирање, но и да знаете како нивните зборови да ги преуредите на начин за да бидат прифатливи за нив и на некој начин да бидете некогаш и дрски. Меѓутоа да биде пак од друга страна прифатливо заради тоа што пак повторно ја користи тоа перцепција као ворете. Лицево е со хендикеп, може да биде и дрско малку. Не знам збор. Меѓутоа е тешко да се живе сепак со одредена попреченост во Македонија и во светот, бидејќи во мојата заедница е толку многу калоритна, а не само од аспект на род, возраст, туку и од аспект на состојби, различни состојби на попреченост, и во зависност од степенот на поддршка кој што ви треба во текот на денот, толку е поголема изолацијата и сегрегацијата. И сегрегација имаме во училиштата, што, например, е најстрашно, може би, уште од малечки се соочуваат со неправда, дискриминација, па и нетрпеливост и лошотија. Ама тоа е повторно стекната, како кажам, навика. Затоа што вие ако го учите детето дека треба да биде сегрегирано и изолирано и дека не треба да комуницира, па дури да кажи не, во тој случај станува дел од практиката дека вие сте инвалидно лице, вашата улога е околу вас да се грижи, мама, тато, нема кој друг. Не може да одите надвор,
што или не е пристапно, или ќе ве исмејуваат, а за да ве заштитат најчесто родителите, сами ве изолираат и ќе го кажат оние убави термини, нели, специјално, специфично, посебни, атипично и така натаму, и за да може да го изолира детето, што е најголемата грешка. Но од друга страна тоа повторно нашите родители го прават заради притисокот од општеството и наметнатите стандарди како треба децата да изгледаат. И стигмата, што мора да се носи. Традицијата, вредностите, културните обичаи, сето тоа се всушност дискриминаторски елементи кои што само се наметнати, а ние си ги практикуваме, а ние не може да ги следиме. Образованието, за жал, е еден од најголемите проблеми во нашата држава. Ние често зборуваме без образование и лице без попречено станува инвалидно лице, затоа што не може да функционира. И верувала или не, и последните податоци и од статистика, кога ги извадите последниот попис, ние во Македонија имаме многу неписмени луѓе. Да. А таа неписменост кај мојата заедница е 3 пати поголема. Бидејќи не може да стигнат до образовните Може да стигнат, меѓутоа никој не сака да си ја преземи обврската. Образовните институции се непристапни. Во истите тие го сваруваме и правото на глас. Во образовните институции се гради човекот, се учи да се бори со сите предизвици во животот. А наместо во образование ние имаме дневни центри, каде што државата е на... Да, почнавме со изборите, со тоа ќе се случите и на овие избори. Но има и луѓе кои се залагаат исто за вашите права. Се среќавате и со луѓе кои се којдневно се однесуваат со вас како со сите останати. Кажете ни и добра приказна. Не може се да е лошо. Проблемот е лошото е во системот. Затоа што луѓето кога ќе им ја посочите како треба да ги гледаат нештото, тие ги разбираат. Меѓутоа тие се премногу слаби во системот за да направат промена. И јас сум сретнала луѓе кои што целосно размислувале медицински, но со нашата заедничка дружба сега се тие истите кои што викате, знаеш, ова и ова го приметив, ова и ова, нели ова вака и така. И тоа е прекрасно нешто, каде што се менува нештото, па тие го пренесуваат на своите деца. Меѓутоа тоа е работа на системот кој што треба да го прави. Затоа што луѓето се безпомоќни, немаат моќ за да го сменат системот. Затоа што системот ги има толку високо поставено тие стандарди да ако излезе малку од комоција тој систем, тогаш центрите на моќ не се комотни. Затоа што промовирањето на прашањето на попреченост како дел од човековата разноликост, барањето да се признае идентитетот и културата и јазиците на лица со попреченост, барањето да се препознае еднаквоста и недискриминацијата и барањето дека секоја една активност и секој еден збор мора да води кон инклузивна еднаквост, бара целосна трансформација на системот, особено на центрите на моќ, кој што мора не само дворот да го отворат, не мора да веди за политичка партија, судство да го земе, мора да ги отворат просториите и мора да гарантираат дека внатре во нивниот состав ќе имаат различни различности, меѓу кои и оние за кои што имаат перцепција дека се дебели, ретардирани, чопави, сакати, слепи, глуви, ненормални или што и да. Овие ги зборувам термини затоа што ова се уште дел од нашата терминологија во законодавната рамка. И во законите се користат овие. Ги има овие термини и вие досега толку многу иницијативи сме покренали, но никогаш не биле изменети. Него има време. Благодарам на разговорот. Благодарам на вас за поканата. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Само кликнете на Зошто, а на нашите социјални мрежи давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате.